Договор може да се постигне вчера или најкасно денеска, тоа и се случи. Денеска представниците на 4 најголеми политички партии се согласија околу текст на договор, преку кој ќе се направи проценка дали се исполнети сите услови за одржување на кредибилни и сеопфатни избори. Проценката ќе се направи до крајот на август од страна на 4 лидери на најголемите парламентарни политички партии, при што ако се исполнети тие услови ќе договорат датум за избори. Како што најавив и вчера, единствен можен датум за избори годинава е 11 декември според тоа што е пропишано во договорот. Договорот исто така предвидува и ангажман на собранието на Република Македонија и на владата на земјава околу евроатлантските интеграции, како и спроведувањето на Охридскиот договор и анализата предвидена во извештајот на Европската Унија. Исто така и во кадровските промени, значи по завршувањето на мандатот на пржинската влада, по прв пат во историјата на Република Македонија, министер за внатрешни работи ќе биде албанец, а тоа ќе биде заменикот министер во внатрешни работи во периодот се до изборот на новата влада. Сите што се дел од пржинската влада, значи министри, заменици, дополнителни заменици, сите отстапуваат. Груби, на крај сме на договорот, многу се шпекулираше во јавноста околу решенијата и во делот на медиумите и во делот на прочистувањето на избирачкиот список. Може ли сега официјално да се соопштат некои важни детали за овие две прашања? Па договорот ќе биде објавен накратко за 10 минути на веб страницата на Европската Унија. Во делот на медиумите има неколку детали кои што предвидува дека ќе се формира адхок тело во Агенцијата за медиуми, која што ќе мониторира балансирано известување од страна на медиумите и ќе предлага решенја се до Советот на Агенцијата за медиумите во врска со тоа како ќе известувате вие во тој период. Наместо само 60 дена од прогласувањето на изборите, тој период ќе опфати 100 дена од денот на формирање на пржинска влада или влада за спроведување на избори, па се до одржувањето на изборите. И истовремено, значи и Јавниот сервис? Во јавниот сервис е договорено дека уредникот на информативната програма ќе и припадне на опозицијата. А кои ќе бидат членовите на регулаторот? Ќе бидат предложени и партиите ќе ги изберат 5 члена.